последната информација дека со повторување на јавна соба и други такви групи на социјалните мрежи, зголеменото присуство на младите на интернет, седејќи дома заткриени зад компјутерот, можноста за неограничено користење и присуство на интернет ги зголемија ваквите пријави. Се немаме ние конкретни бројки, па да се излеземе со бројки, но не е само тоа кај нас, тоа е таа појава во целиот свет. Личи како е изгледот 50% кажу. Има лажни профили, така да не поставувате слики, да не му верувате дека нешто ќе се случи, без да видите, без да осознаете, без да пипнете, и после станувате... Некој направил грешка. Затоа ние сега разговараме, затоа ви укажуваме. Значи, фотографии со експлицитна содржина не ставајте и не споделувајте ни со брат, ни со сестра, ни со дечко, ни со не знам кој најблизо. Значи воопшто да ги немате во телефон деца. На предмет на дискусија сега тој бил виновен затоа што ставил, па некој ги злоупотребил. Значи, вие треба да се заштитите. Ако поминете на црвено, постои опасност да разгази возило. Но пешакот, ако е пешачки премин, овој возачот, иако е на црвено поминувате, должен е ако има пешачки премин, иако вие поминувате на црвено, а него му е зелено, мора да притисне на кошница да застане. Чувството на вина се споделува затоа што е направена грешка. А одговорноста е на тој што ја злоупотребил таа фотографија што е злоупотребена. Проблемот е што секогаш блиските, најблиските во кругот на семејството најчесто ја обвинува жртвата најчесто со зборовите кој те тераше да го правиш тоа и така натаму. Но како кривично дело, согласно кривичниот законник, крив е оној што ја злоупотребил материјата, дали е видео, дали е фотографија и така натаму. Тој ќе си одговара за тоа. За користење на порнографски материјал, фотографии, видеа и така натаму.